Па баш заради овие непредвидени ситуации кои што може да ни се јават во периодот кој што е пред нас во наредните години и ова го предлагаме за интервентен фонд. Инаку, мораме да напоменеме тука, господине Минов, да не испадне најголема измама за грозието на лозарите, дека грозието кое што е за дестилата да изоди во вино. Точно е тоа и тука треба инспекторатот на чело со директорот Зоран Шапорович да се ги стегне малку чевлите и каишот и да се ја изработи работата како што треба да ја изработи. Затоа што, пак ќе повторам, како можеше да немаат капацитет да го откупат по 911 или по оние цени кои што ги договори лозарите, винарите и владата, а имаат капацитет да го откупат по пониски цени. Тоа е една работа. И друга работа. Нема да бидам многу долг, мислам дека со пократкото објаснување, образложување ќе бидам разбран. На комисијата за јавната расправа за земјоделието, посебно за грозието кога разговаравме, ВМРО ДПМН предложи субвенциите да се исплатат до крајот на 2020 година, овие што се за 2020, а треба да се исплатат до јуни 2021 година, истите да бидат исплатени до крај на 12-2020 и истите да бидат зголемени од 48.000 на 96.000. Зошто? Затоа што се најдовме во ваква ситуација. Се сложивме сите дека за лозарството беше оваа година катастрофална. Тоа беше една од мерките. 4 денари кои што ги зборувате сега за мерката COVID, предложивме истите тие да бидат исплатени исто така до крајот на 12 месец 2020. Зошто сега 2 денари, а 2 денари да ги чекаме и кој знае кој месец ќе бидат исплатени? Зошто? Затоа што заради ваша информација и информација на граѓаните се уште постојат субвенции кои што не се исплатени и за 2018 година, посебно во делот на подигање на нов лозов насад. Имавме предлог заклучок за ослободување на надоместок од водарината, за ослободување од надоместок од плаќање на закупнината. И предложивме во иднина сите заедно, а некаде мислам дека крај на декември, почеток на јануар, ние ќе го поднесеме и законот за лозарство во кој што ќе утврдиме и момент во законот каде што ќе има загарантирана откупна цена посебно за грозиото. И од оваа работа јас нема да се откажам. Благодарам.